Спиеш? Не знам. Денес е четврток. Петок. Ама брзо минуваат деновите. Навикнав. А кој време на денот е? Утро. Добро утро. Добро утро, Кристина. Кристина! Цела ноќ голтапчина. Не смееш да земеш повеќе од што ти се пропишани. Ќе те убие тоа што треба да те спаси. Мерка во се и дисциплина. Тоа е конечната мудрост. И кој ти дозволи да спиеш на пот? Не ги отворила очите со месец и се крие. Не можеш да се скриеш во скривница. И, Божо, треба да се испрска мрежата од вентилацијата. Видов лебарка 100 грама. Биди среќна што си во министерска скривница. Зошто? Кој знае како е на други места? Ајде, стани. Зошто? Да измиеме заедно. Европа е мртва. Па? И забите нека се валкани. Кој е? Јаков. Кој? Јаков. Ветски зон. Не те познавам. Да се запознаем. Сега. Каков уметник? Тотален. Не го познавам. Ајде, влези. Добар ден. Утро е. Нели? Вие сте господин Божо, книжевникот и министар за култура.
Одамна сакав да го запознам човекот заложен за мене. Ги чита вашите книги како школска лектира. Пишувавте за слободата. Ме интересира како сега гледате на работите, зашто сега пишувате, а? Едва стигнав до вас, еј. Од цевка во цевка како нисач. Плюс избегнување стража. Законски е забрането движење по ходниците. Јас и законот не се земаме сериозно. Ајде. Да. Очите ти се црвени како крв. Косата раздушавена. Леле, ноктите орловски, бе, што правиш ти со себе? Се поднесувам. Вие сте му сопруга? Домачинка. Знаем. Сите жени на книжевни министри се домачинки. Черка ли? Кристина, балерина. Ги затворила очите. Депресија, а? Па добро. Логичен производ на ваква родителска комбинација. Возбуден си, младичу. Законски ти се пропишани апчиња за смирување. Не ги земам. Сакам да знам колку су немирени. Што работеше ти? Кој јас? Учев. За студент. По историја на уметност, по психологија, по политикологија и по глума. Што заврши? Што може да се заврши освен животот? Еве ти ортак, Кристина, уметничка душа. Вашата сорта не се трезнеше со денови, се трташе кај ќе стигне и со кого ќе стигне и прдеше на сиот нормален свет. Требаше навреме да ве превртиме наскера 5-6 пати, па со кромиче и тенок шприцер, но и вака времето ви дојде до ака. Ова, чиста сметка, сега треба да се преживее. Овде е житото, таму плевалот. Сега точно се знае кој кај припаѓа. Вие сте, бре, гнили одвнатре. Во моето село секој 3 дена чукаше камбана затоа што умрело дете. И добро беше така. Тоа што е болно нека умре веднаш. А не, лечи го, залечувај го, па главата да му порасне, снајата да му се исуши, залечувај го со инекции, плюс трауми од детството, рамно на уметник. Па после не знаеш што да правиш со него. Вие имате изедено повеќе шеќер од што јас хлеб. Сега пукна тиквата. Сотрини се милиони. Сега нека преживее кому му стиска. Господине министер, вие размислувате како бакал. А јас мислев ја чувате суштината. Дојдов овде да ги координираме акциите. Дојдов да побарам совет од вас. Како да бидам корисен во овие матни времиња. Како да бидам уметник. Нема веќе такви луксузи. А нели? На сите не избио на што го криевме. Тебе тоа ти е очигледно избиено од раѓање. И чаре? Прилагоди се. Ќе веземе го Брени Јакове. Мотив на 100 грам скалебарка на сива површина. Што е сега? Плачеш? Не, ајде. Ајде, престана. Шкалање манања во ц. Мола? Шкалање манања во ц. Што е тоа? Тоа е збор кој досега никој на светот не го изговорил. И го смислив доаѓајќи навам. И еве, ти го подарувам. Уште да значи нешто. Може да значи било што. Така се викале апчињата за смирување, што ги користеле поданиците на Месопотамија по распадот на сумерската цивилизација. Им биле пропишани од владата на национален спас. Едно време со закон ги држаа луѓето трезни, а сега со закон ги дрогираат. Апче наутро, апче наплане, апче навечер, апче за ужина по потреба за хиперсензитивните. Тоа се привремени мерки. Се разбира. И сумерската цивилизација била привремена. Ние самите ќе ги укинеме тие мерки. Знаете кога? Кога ќе умреме. Кога ќе цркнеме, господјо. Кога ќе пцовисаме. Кога ќе скинеме конци. Кога ќе ни терминираат виталните функции. Оди да спиеш. А кој вели дека сум буден? Цела нација е под анестезија. Реков Тивко, се контролира.
Доволно зборував, така никој ништо да не чуе. Тоа дебело ќе го платиш. Да. Само што јас сум и проблемот, дели? Се друго решивте, уште да го решите моето прашање. И што уште можете да ми направите? Да ме затворите? Повеќе од што сум. Сега сме сите затвореници. Сите! Што правите вие, например, госпоđo Параскева? Зјапате пред себе, чекате да дојде време за спиење. Зошто, например, не читате нешто? Па немам концентрација од апчињата. Немам концентрација. Па престанете да ги земате. Па да немам мир. А и што имам да читам? Така е. Мажот ви веќе одамна сте го прочитале. А ти дојде овде да научиш како ние да живееме? Будала еден. Постојано ги тераш луѓето да бидат живи, а ними ме толку удобно што се мртви. Крвара! Ми се распаѓа утробата. Снувам дека сум трудна. Раѓам недоносени деца, деформирани, плашила, секакви инвалиди. И тоа не еден, не двајца, цели 4 јарни и бришани простори полни со неупотреблив човечки материјал. Ништо не ми кажу. Не ме интересира што мислиш, како ме доживуваш, дали сочувствуваш. Не сакам да комуницирам. Само гласно мислам. Чувај. Кому му се обраќа? Утеши ја, Јакове. Како? Па уметник си направи смешка. Добро утро. Малку диши. Зглобовите на рацете. Зглобовите на нозете. Малку склекови. 1, 2, 3. Кафенце. Бричење. Мила, довидување, јас одам на работа, а ти нахрани ги мачката, канаринецот и децата. Направи ручек со десерт и салата. Ондолирај ја косата, нашминкај се и облечи црни чорапи. И никого, ама никого да не пушташ в куќи, ни поштар, ни водоинсталатор. Се смееш, а? Се смее. Леле, што ти интуиција? Криеш нешто, а? Па тогаш, мила моја, јас земам боледување, останувам дома да чекам зад врата, со скратена двоцевка. Да видам јас тебе кој ти прави тоа визитирано на Сабајле. Доста таму! Овде е толку тесно што нема таму, се е тука. Ти си обседнат со секс. Да. А времето бара општо воздржување. Времето им одговара на фригидните, а мене ми тече сперма низ уши. Се фалиш. Да се срамам? Срами се! Господине Божо, немам никаква, ама баш никаква потреба од граѓанска пристојност. Тоа што се уште ве ословувам со Господин, се разбира со огромна доза на иронија. Не верувам дека нешто доправа, чудесно ќе го измени мојот живот. Се е отидено во 3 пички мајчини. Тоа е премногу. Во 2 пички мајчини. Се е шото. Го кршиш законот. Шириш контраверзи. Го нарушуваш јавниот ред и мир. Само гнијам природно. Ке ми помине со годините. Ако ми дојдат годините. Абре, луѓе, немојте да ме земате сериозно. Јас сум Петрушка. Ај се смирим. Можам татко да ти бидам. Па питате ми татко. Слега водите, губи се! Се смееш? Не така ми се чини. Младичу, поминавме низ најбеспримерната катаклизма што ја памети човечкиот род. Светот не постои онаков како што го знаеме. Координатите на животот се изместени.
Владата со огромни напори ни дотура храна и вода секој ден. Е прашање на живот и смрт. И ако ти мислиш дека со вакво неодговорно однесување ќе придонесеш кон неопходното збирување на ситуацијата, се лажеш. Малку постар сум од тебе. Подолго сум го газал веков. Што сакаш ти од нас? Да правиме театар овде, да се однесуваме како неврастеници? А секој има право. Секој има право да се чувствува очајно и растроено, но тоа не ни дава за право да се испоубиеме меѓу себе. Што сакаш? Што сакаш од нас? Ова неволја не се совладува со молчење. Полни сте со седативи, еј! Не знаете што зборувате! Јас сум чесен и лојален граѓанин на мојата земја. Пропаѓа светото честити и лојални граѓани. Вие, честито и лојално, би живеели во царство со кое владее 100 глава ламја. Повелете на веранда. Таму ќе бидеме на мир, а и воздухот е почист. Поради фонтаната, а езерото не е дали. Чај од јасмин? Тоа се слави у галинките, да. Шекер? Само 6 лажички за мене. 6. Немој да го набиваш. Не сме да застани, тоа носи несреќа. Ама вака ќе пукне фетерот, па веќе никогаш не ќе проработи. Се уште има снег на планината. Високи се. Изворите се брзи, студени, имаат пастрак. Ќе одиме во сабот. Ќе ги засукаме панталоните, носете во вода, па плас, плас. Се губи и доаѓа во бранови. Само сонува подобро утре. Примерна е. Редовно ги пие апчињата. Има фини халуцинации. Вие ја воспитувавте да биде безпомошна. Чековни картички, цврста валута, планини во зимо, мориња во лето. Зошто сега да ми отвара очите кога остана само песок за ноење? Кој си ти човек? Некој врховен судија? Кој те вика онде? Веќе не чекам официјални покани. Го земам она што ми треба. Па што е тоа што ти треба? Она што го земам. Слушај. Уште имам власт. Па запалете ме. Запалете ме и фрлете ја пепелта од манастирот Свети Кана Охридски право во езеро. Додуша, манастирот е срушен, езерото е сушено, но и тоа е нешто. Не летај! Јас сум 10 метри под земја. Морам да летам, за да останам на површината. Што е сега? Малку гимнастика. Имате некоја подобра идеја? Значи, своји идеи немате, а моите не ви се допаѓаат. Крвта циркулира. Мозокот трупа крв. Рацете лачат мравја киселина. Постконцептуален артизам. Естетика на очај. Пештерски лар-пур-лар. Не сум срекал што сум жив. Морам да се залажувам со што ќе најдам. Епа, излези надвор и залажи се. И затвори ја вратата да нема пробив. Имам закажано кај фризерката, козметика и депилација. Престани, Кристина, и отвори ги очите. Ма не се сеќава како се отвора. На слободата треба да се сетиш. А ние постојано ја забораваме и се некој друг ни е виновен за тоа. Од пишаното не се бега. Отвори ги ти очите на Кристина, драги мои. Со уметност, а? Мамо! Мама Кристина! Кој е? Ќерката. Јас немам черка. Па чија сум тогаш јас? Што сакаш? Се изгуби. Залутав и се изгуби. Кога бев малечка ми кажуваше како се викам и која ми е адресата, за да знам ако се изгубам што да кажам. Еве сега се изгубив и... Како се викам јас, мамо? Се викаш Кристина. А ти? Како се викаш ти? Прашуваат ти за твоето име. Сакаат да знаат каде да ме доведат. Мамо, како се викаш? Како се викаше, мајка ми Боже? Кристина! А каде живее, а? Каде живееме, мамо? Луѓето прашуваат каде да ме донесат, мамо. Кажи побрзо каде живееме, мислам дека се играм со нив. Покрај реката. Ма каква река, мамо?
Нема реки, луѓето велат дека нема повеќе реки. Мамо, кажи ми, ајде побрзо кажи каде живееме? Не знам. Како не знаеш? Отвори ги очите, погледни и кажи ми. Овде. Живееме овде. Каде? Кажи им да те доведат овде. Каде овде? Ова е подземна скривница. Не! Не! А ти немаш памет. Паметта служи за пополнување спортска прогноза и бројање кусури. Јако? Гледам. Со отворени очи обично се гледаат. Види на што личи. Веќе никогаш не ќе можам да играм. Ама немој. Сега сите сме вакви. Сега нормалните се инвалиди и ќе ги пратиме на бања за да заличат на нас. Веќе нема да има балет. Веќе нема да има ништо. Тивко се контролира. Ај стани. Стани и оди. Нема мрмотеж. Оди за да имаш. Каде? Во круг. Каде уште може да се оди, еве кажи, таму ќе одим. Ајде, Кристина, стани, те преколнувам, одговорна си за твојот живот. Кристина, те бацувам и те преколнувам, те сакам, стани и оди. Луѓе, никој ништо не прави, пропаѓа светот, луѓе. Никој ништо не прави. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, господине Божа. Добро вечер. Како сте? Значи вечер. Измешаната. Да. И Јакове, што правиш ти овде? Не сум те видел од студии, човече. Го молам господинот министер да ме прими за специјален советник за култура. А јас сум специјален советник за култура. Да. Па тогаш одам кај министерот за шумарство, затоа што доаѓам од кај министерот за сообраќај. Го заврши ето? Работа. 5 години работиш. Да. Строго дов. Специјални седативи од владините резерви. Овие се од новите. Ами, јас испив едно пред вас. Ако да мора да се пробаат. Еј, дури две. За последне. Дај уште. Без пропишени најмни зала сега. Беги таму. Кристина, повеќе. А како сте платени вие специјалните советници сега? Мислам, имате ли бенефиции, скратен стаж? Потежати се условите за работа. Знаеш, главно сме на терен, не е лесно. Каква е ситуацијата? Сложена. Како бре сложена кога сите сме во дупки? Да бе врие тоа. Врие. А јас пак мислам дека сега, кога сме сите едно, ќе се смириме. Јакове, да зборуваме за нешто друго. Зошто? Контролира. И вас ве контролира? Па се разбира и нас. Па и нас не контролира. Абе, знам. Ама не знаем дека и вас ве контролира. Не да не контролира. А тие што ве контролираат, вас ги контролира некој нив? Многу знаење, глава боли. Секогаш кога не го знаат одговорот, одговараат со народна мудрост. До кога ќе живееме во дупки? Кога ќе се изчисти воздухот горе? Се работи на тоа, да. Кој работи на тоа? Кој работи, има служби. Какви служби? Многу прашуваш, бе. Се зарекла свијата да не јаде годна, бе. Те имаше градови сега, ке можеше да организираш градска герила, бе.
вака тука може да се организираш само едно скромно приватно самоубийство, така да си знаеш. Што ти е тебе нејасно? Се наоѓаме во противречна ситуација. Се буни што луѓето се затворени, ако ги пуштиме надвор, ќе се задуши. Ако ги оставиме трезвени, ќе бидат опасни по себе и по околината, како што впрочем покажува твојот случај. Да, слободата во овие услови е возможна само во затвор. Диалектичка спротивност. Да. А ти си научил негде дека уметниците рушат затвори, па ќе рушиш и ти. Што? Видот во вашата глава. Одбивам да дишам на шкрби. Одбивам да бидам жив по инерција. Одбивам да чекам како јаре пред ѓуѓове, како свиња пред Божик. Одбивам да шетам со цревата во рацете, да гледам како нестручно ме оперирате, сечете, шиете и како ми гнојат раните. Не сакам седативи. Не сум купче протоплазма. Имам волја и разум и од денес ја превземам одговорноста за својот живот. Волја, одговор. Да. Какви фрази. Слободата, за која ти владаш, е литературна измислица. Таа постои. Под контрола се разбира само уште во театрите и во јавните куќи. Инаку се истребува како заразна болест. Луѓето тежнеат кон сивил, кон робство, кон смрт. Луѓето бараат само парче лепи сол и поможност да не јадат ќоте. А ти сакаш да ги намачкаат секој во својата скривница лицата со ритуални бои и да играат ритуални игри. Остави го! Остави го, ништо друго не му преостане, остави го. Во секој вас збор, во секое ваше движење, како низ кристална топка се гледа целото ваше минато, сегашност и иднина. Мене не ме качи ни едно правило на служба, ни еден заземен став, пропис, параграф, анекс, клаузула, договор. Овде сум да го најавам дуплото дно. Јајцето е веќе претесно за пилето. Клунот веќе чука по лушпата. Какво дупло дно? Не знае. Срамота возрастни луѓе. Како бребам да ви го објаснам тоа? Вие кои признавате само одговори со да и не. Вие кои боите ги делите само на бела и црна, а луѓето само на пријатели и непријатели. Се колнам во верата, совеста и честа дека ќе работам на ослободувањето на духот со сите своји сили и дека никогаш нема да ги предадам тајните на револуционерното дело. А во случај да го сторам тоа да бидам убиен со овој револвер или оваа кама, што ги бацувам. Секој едно е дупло дно. Тоа се случува? Сега е доцна за такви прашања. Дупло дно. Театарска пасија во 2 става. Дупло дно театарска пасија во 1 став. Еди. Значи,
Ете, ја прочитавме твојата пиеса како што побара. Задоволен си? Сакаш да јадеш? Жедец. Па тогаш, ајде благодариме на посетата и врати се во менталниот завод. Се ќе видеме. Знаат таму дека те нема. Не знаја дека ме има. Ајде, доволно е, оди си, да не се караме, да не се расправаме. Прочитавме овде што мислиш за нас, доволно е, што сакаш друго? Што може друго лудилото освен да покаже што мисли за вас? Боже, овој ќе не нападне. Госпоđo, јас сум луд, не сум ненормален. И моето лудило е одговорно. Зошто действието на твојата пиеса се случува во далечна иднина? За жал, действието веќе одавна воопшто не се случува. Кристина, не зборувај го и не гледај го брач. Зошто пишуваш токму за нашава фамилија? Ве гледав. За вашата куртоазна посета во лудницата. Татко ви имаше литературно читање. Ви играхте балет, а мајка ви трепкаше